Па мораше ли сега ово да се случи? Сега ли најде моторот да ти се рази? Еј, какво е ова чудно место? Каде ли се наоѓам јас? Знам, ова мора да е пустината Сахара. Да, погледни, насекаде песок, пусто и празно место. Да, мора да е пустината Сахара. Се извинувам, заборавив да ви се представам. Јас сум еден обичен пилот и како што може да видите, мојот авион најде да се сруши во сред пустина. Да. А сега би ги замолил децата да не ми се налутат затоа што приказнава кој што ќе ви ја раскажувам е за една возрастна личност. Сушност, за мојот најдобар пријател. Кога имав 6 години, многу сакав децата. Да. И нацртав, само почекајте да го пронајдам цртежот. Еве го. Еве погледнете. Откако го нацртав овој цртеж, им го покажав на возрастните. И замислете, тие ми рекоа дека овој мој цртеж им личел на шешир. Мојот цртеж не беше шешир, беше змијскиот цар кој што проглотал слон. Да. Потоа јас повторно нацртав издваков цртеж, само почекај. Каде ли е? Го променам. Еве погледнете. И повторно им го покажав на возрастните за подобро да ме разберат. И на моје разочарување, тие ми рекоа дека би било подобро да станам математичар, историчар, географ, отколку да се занимавам со таму некакво цртање. Долго живеев меѓу возрастните, а тие ништо не саќаат. А децата пак постојано бараат некакво објаснување. И видов, не видов, си станав пилот. И летав насекаде каде што ќе стигнам. А географијата ми беше слаба страна. И еве ме сега со мојот срушен авион во сред пустина. И знаете што? Јас сега ќе морам да го поправам мојот авион, за да се вратам таму од каде што дојдов. Кој си ти? Јас сум еден мал принц. Што правиш овде? Слушај,
Како да ти нацртам овца, кога никогаш досега не сум цртал овца? Еј, знаеш, почекај. Не мора овца. Еве, можам да ти го покажам змијскиот цар. Ти се допаѓа? Змијски цар? Да. Не. Јас не сакам змијски цар. Тој е многу опасен. А и слонот е многу голем. А знаеш, таму каде што живеам јас, се е многу малеч. Те молам нацртај ми овца. Борец, штом си запнал, ке ти нацртам овца. Почекај само да променам лист. Заврши? Не, почекај. Не сум ни почнал. А сега заврши? Не, реков, не сум довршен. Стрпи си, уште малку привршувам. Може да видам? Не, почекај. Привршувам. Еве погледни. Ти нацртав овца. Дали ти се допаѓа? Овца? Да. Не ваква овца. Па каква? Ова овца е болна. Болна. Те молам нацртај ми друга овца. Воре твојот. Знам. Не, немој да гледаш. Не. Еве погледи. Сега добро е? Ова не е ни овца. Па што е? Ова е овен. Еве поглед, има рогови. Да бе, навистина е овен. Да, а и овенот е стар и може да умре. А мене овцата ми треба жива. Затоа те молам нацртај ми друга. Што да направим? Знам, почекај. Имам решение. А што е ова? Почекај, ќе видиш. Сигурен сум дека ќе ти се допадне. Еве, само уште ова. Така. Еве погледни, принцу. И сега ти може би се прашуваш што е ова што ти го нацртав јас, нели? А што е? Ова е кутија. А во кутијата спие твојата овчичка. Сега ти се допаѓа? Па ова е токму тоа што го барав. Да. А дали на ова овца ќе биде потребно многу трева или може би малку трева? Не. Знаеш, затоа што таму каде што живеам јас, се е премногу малечко. И затоа ми треба овца. Еј, принцу, дојди. Го гледаш тоа што го гледам јас? Што тоа? Твојата овчичка заспа. Заспа. Да. Туку, ти рече дека си малиот принц, така? Да. Па, раскажи ми малку повеќе за тебе. Од каде си, каде одиш? Јас сум роден на една многу мала планета. Речи си колку една куќа е голема. Не, погледни, можеш да ја видиш. Погледни. Таму малку подесно. Ја гледаш? Да, тоа е. Да, ја видов. Се вика астероид B612. Си слушнал? Не сум чул досега за такво нешто. Па, јас таму живеам. И живеам со моите 3 вулкани. И со едно мало цвеченце. Роза. Роза? Да. Знаеш, јас многу сакам рози. Многу убаво мирисаат. Роза. И јас навистина уживам во нивниот мирис. Да. Но јас сум многу осамен на мојата планета. И затоа ми треба пријател. Сакаш ли ти да бидеш мојот пријател? Јас? Да. Јас да ти бидам пријател? Да. Но
Зошто едно мало дете би побарало од возрастна личност да му стане пријател? Затоа што не може сите да имаат пријатели. Не го заслужуваат тоа. А и жалосно е кога ќе го заборавиш својот пријател. Не, јас не можам да поверувам. Зборуваш како возрастна личност. Разочаран си? Но ти си се уште многу млад за да бидеш разочаран. Како да не бидам разочаран кога ја оставив сама мојата единствена пријателка. Ја оставив сама на мојата планета. Сега, сигурно изедена од некој баобаб. Затоа и ми требаше овца. Знаеш, овците јадат баобаби и така моето цвеченце ќе биде сигурно. Баобаб? Да, баобаб. Баобаб? Не си слушнал? Не, што е тоа такво? Баобаб. Па, тоа се огромни дрвја, со огромни корени, кои ако пораснат се како џиновски дрвја и јадат се пред себе. А моето цвеченце е малечко. И затоа ми треба овца, за таа да биде сигурна. Да. Епа, види принцу. Јас мислам дека ти си се заљубил во твојата роза. Ти се познава по очите. Ти светат како 1000 звезди на небото. А сега, раскажи ми малку повеќе за твојата роза. Еве, вака започна мојата приказна. Моето цвеченце е најубавото цвеќе на светот. Всушност, таа е најлична на мојата планета. Кога сум осамен, ми прави друштво. На мојата планета исто така има 3 вулкани, кои јас редовно ги чистам. Еве вака. Знаете, тие се како џаците на куќите. Мора редовно да се чистат. А јас ги чистам, за да може моето цвеченце да расте поголемо. По некое време забележав дека му пораснале 3 трнчиња. Им завидував, затоа што не можев да ја погалам. И ја погалив. Но се боцнав. Сватив дека не можеш да ги сакаш розите без да им ги почувствуваш трњето. Моето цвеченце пораснало поголемо. Добро утро, мал принцу. Се извинувам, јас се уште не сум исчешлана. Вие сте вистинска. Вие сте вистинска роза. Колку сте убава. О, ме засрамивте, мал принцу. Јас се разбудив кога огреа сонцето и сега сум многу жедна. Затоа те молам дај ми малку вода. Вода. Да, вода. Да, на цвечињата им требаше вода. Така, веднаш. Повели. Благодарам, мал принцу. И на другата страна те молам. Веднаш. Многу ти благодарам. Но јас се плашам. Се плашите? Нема потреба да се плашите. Јас сум овде и ќе ве чувам. Ќе внимавам на вас. Јас се плашам од канџите на тигрите. Тигри? Па на мојата планета нема тигри. А и мислам дека тигрите не јадат трева. Извинете, мал принцу, но јас не сум трева. Простете ме, ве молам, јас не мислев така. Не мислев да ве навредам.
Вие сте моята единствена приятелка овде. Јас се плашам од ветрот. Тој може да ми ги уништи листовите и цветот. Затоа направи ми едно стаклено звоно, те молам, и во него чувај ме. Така ќе бидам сигурна. Стаклено звоно. Но цвечињата не може да растат во стаклено звоно. А и каде сега да го пронајдам тоа стаклено звоно? Пронајди го како знаеш и умееш. За највечер го сакам. Овде ноќите знаат да бидат многу студени. Стаклено звоно. Се сетив. Имам една друга идеја. Повели, Што е ова? ова е чадор. Чадор. Да, и тој ќе те штити од дождот. Јас не сакам чадор, јас сакам стаклено звоно. Повторно со тоа стаклено звоно. Јас сум навистина премногу мал да ја разберам љубовта. Требаше да те почитувам по делата, а не по зборовите. Но сега ме описа твојот мирис и сега сум заљубен. Но ќе го пронајдам тоа стаклено звоно. Само ако тоа е начинот да допрам до твојата љубов. А сега, збогум. Се надевам дека ќе останеш среќна овде. Застани. Застани, мал принцу. Бев многу глупава што ти го реков тоа. Прости ми, те молам. Но ако сакаш, оди. Оди по својот пат. Те пуштам затоа што те сакам. Те сакам, мал принцу. Но ако одам по својот пат, тогаш како ќе го пронајдам стакленото звоно? И ако не го пронајдам, јас ќе бидам тажен. Ако сакам да ги видам пеперутките, тогаш спремна сум да поднесам 2-3 гасеници и малку ветер да ме допре. Тогаш заминувам. Збогум. Хајде ли сега да го пронајдам тоа стаклено звоно?
Tu as la clé de mon jardin et ton sourire est dans chacun de mes dessins. J'ai dans le cœur le doux parfum de la rose que tu as fait naître un matin. Et dans le ciel immense de millions d'étoiles, pour la nuit de constellations florales, car je sais que ta rose m'attend au ciel. J'attends ou l'attends, l'envolée d'hiver. L'envolée d'hiver. Ова е цветна градина. Цветна градина со рози. Вие сите изгледате прекрасно. А и мирисате прекрасно. Но не сте како мојата роза. Таа е единствена. Како е ова чудно место? Каде ли сум јас? Зарем јас се изгубив? Добар ден, принцу. Си залутал некаде? Која си ти? Ти си многу чудно существо. Јас сум чудно суштество. Па ти, принцу, ништо не си видел. И ако сакаш да знаеш, ти се наоѓаш на една планета што се вика Земја. Не си слушнал до сега за неја? Не, никогаш не сум слушнал. Но каде се сите? Овде нема никој. Па нема, затоа што ова е пустина. И во пустината живеат многу чудни суштества. Сакаш да ти ги набројам? Овде има политичари, има историчари, има поети, има писатели, има пијаници, има возрасни, има и деца. И јас не можам да ги разберам, принцус. Навистина многу чудно. Мене оваа целата планета ми е чудна. Всушност оваа планета ми изгледа како звезда. Но мене сите планети ми изгледаат како звезди. Се надевам дека еден ден секој ќе се ја пронајде неговата звезда. Знаеш, принцу, многу мудро зборуваш. Но ти не ми кажа зашто си всушност дојден, нели на оваа чудна планета? Јас имав еден проблем со едно мало цвеченце. Навистина. И ми треба стаклено звоно. Но затоа ми се потребни луѓето. Луѓето. Но како што гледам, овде нема никој. Зарем не си осамена тука? Па човек може да биде осамен и помеѓу луѓето, принцу. Но, извини, не ти се представив. Јас сум незиното височество, Змијата. И не сум многу обожавана на оваа чудна земја планета, принцу. Знаеш зашто? Зошто? Затоа што имам отров. И ако ме наутиш, можам да те каснам и да те отрујам. Јас не ти се плашам. Навистина? Ти си опасна како и моето цвеченце. И таа е опасна. Навистина? Таа има трнчиња и може да те боцне. Но сега морам да продолжам по мојот пат. Каде? Да ги пронајдам луѓето. Луѓето. Што ти реков? Со луѓето. Може би ќе сретнеш многу луѓе, но дали ќе го порадеш човекот, тоа не знам, принцу.
И знаеш, ке ти кажам една многу мудра мисла. Остани за секогаш дете во срцето. И возрастните се многу чудни, принцу. Сега те оставам да си продолжиш по твојот пат. Се надевам дека ќе имаш среќа во твојата потрага по луѓето. Ти благодарам. Возрастните се чудни. Ова беше навистина чудно суштество. Каде застанав јас? Да, ги броев планетите. Да. 325, 326, 327, 328, 329, 330. Ете, ги изброев сите. Знаете, пред да стигнам на оваа чудна планета Земја, поминав многу други. Еве ќе ви раскажам за неколку. Например, првата планета. Тоа е оваа сребрена точка. Можете да ја видите. На неа имаше еден пијаница. Тој постојано пиеше алкохол. И јас го прашав, зошто толку многу пие алкохол? А тој остро ми одговори, јас пијам алкохол за да можам се да заборам. Навистина чудно. Зошто да заборавите се? Замислите еден ден да се разбудите и да не знаете колку години имате. Или пак да не го знаете вашето име. Навистина чудно. Чудни се возрастните. На втората планета. Втората планета е... Еве ова. Веднаш до првата. Златна точка на небото. На нея имаше еден владетел. Тој постојано наредуваше. Од цел ден само наредби врз наредби. Еве, ќе ви раскажам. Ќе речеше, стој на една нога. И јас стоев на една нога. Потоа, прозевај си. И јас ще прозевам. Навистина чудно. Зошто толку многу да им наредувате на други? Никој не го сакаше тој владетел. А ниту пак јас. И затоа, за да не го трпам тоа негово однесување, си продолжив кон мојата следна дестинација. А тоа е планетата со бројот 3. Тоа е ова. Малку е подалеку од втората, но тука некаде се. На оваа планета имаше еден вообразен. Тој им се фалеше на сите. И имаше еден шешир. Сакаше сите да му се восхитуваат на тоа колку добро му стоел шешир. Навистина чудно. Може би не секој сака да го слуша тоа. Чудни се возрастните. Јас си продолжив кон мојата следна дестинација. Тоа е четвртата планета. Еве ова, најлесно се забележува. На оваа планета имаше еден сметководител. Тој постојано зборуваше за бројки. Беше заљубен во бројките. По цел ден само 5 и 2 7, 7 и 2 9, 15, 100, 1000, милион. Навистина неразбирливо. Но кога ја видов неговата машина, неговата чудна машина, сватив дека тој всушност ги бројат звездите. А погледнете колку се. Па тоа не е возможно некој да ги изброи сите звезди. А и би одземало премногу време, зарем не? А јас немам многу време. Затоа веднаш ти продолжив кон мојата следна дестинација. Тоа е планетата со бројот 5. Но која беше планетата со бројот 5? Тоа е ова, која што е поблиску. Да. После 4 дојде бројот 5. Логично. На оваа планета имаше еден фенерџи. Тој постојано ги палеше, ги гасеше фенерите. Тоа се прави само наутро и навечер. Зарем не е чудно?
Наутро се гасат фенерите, а навечер се палат фенерите. Навистина чудно. Но сватив дека на таа планета времето минувало многу брзо. 30 минути, 30 дена. Па јас сум бил заглавен на таа планета цел месец. А јас немам многу време. И затоа веднаш тргнав кон шестата планета. Шестата планета е најдалечната. Да, еве ова. Ова, мислам дека можете да забележите. Да. На оваа планета имаше еден стар господин. Тој пишуваше книги. Постојано пишуваше книги. Понекогаш со часови го слушав како ми раскажува за неговите авантури во неговата фантазија. Тој ме научи на многу работи. Ме научи дека постојат ридови, езера, мориња, реки, планини, села, градови. Но, еве ме, овде сум сам и тажен. Сакав да ја скинам најубавата роза од мојата градина и да ја подарам. Но тогаш таа е човена и јас ќе бидам тажен. Таа е нежна и мила, со ангелски крила. Романтично од нејзина страна. Таа е црвена, како виното. Црвена е како мојата крв. Љубовна е. На мојата роза има утринска роса. Секоја капка е моја солза исплакана. Солза од радост. Затоа не грижи се. Нема да те повредам. Ќе те чувам во моите раце, се додека моето срце чука. Твојот мирис спокој ми дава. Единствена моја со боја на љубов. Добар ден, момче. Добар ден. Која си ти? Јас сум лисицата. А ти кој си? Јас сум еден мал и залутен принц. Сакаш ли да си играме? Затоа што јас сум многу тажен. А децата кога се тажни, или сакаат да си играат, или некој да ги погани. А ти си многу убава. Не можам да си играм со тебе. Не сум припитомена. Извините, молам. Но што значи тоа припитомена? Ти не си од оваа планета. Не сум од оваа планета. Само ги барам луѓето. И што значи тоа припитомена? Луѓето, па ти има пушки и ловат. Зарем нив ги бараш? Не, јас не мислев така. Јас само се обидувам да пронајдам пријатели. Зарем е толку тешко да се пронајдат? И не ми одговори што значи тоа припитомена? Тоа е нешто одамна заборавено. Тоа значи да се создадат врски помеѓу луѓето или, ако повеќе сакаш, помеѓу децата. Да се создадат врски. Ништо не разбирам. Епа така, ти си за мене еден обичен принц, сличен на илјадници други принцови, а јас сум за тебе една обична лисица, слична на илјадници други лисици. Но, ако успееш да ме припитомиш, јас ќе бидам единствена за тебе. Мислам дека почнувам да разбирам. Таму каде што живеам јас, има едно мало цвеченце. Роза. Мислам дека таа успеа да ме припитоми мене. Ете гледаш, не е тешко. Кога некогаш нешто силно се сака,
секогаш е возможно. Така е. Мило ми беше, че се запознахме, но сега морам да се вратам кај мојата Роза. Догледај. Не. Те молам, припитоми ме. Ако сакаш пријателка, припитоми ме. Како да го направам тоа? Какво е ова чудно место? Ништо не разбирам. Треба да бидеш многу трпетлив. Еве, дојди овде. Седни. Доаѓај секој ден во исто време за да си играме и така јас ќе бидам припитомена. Сега, кога си веќе припитомена, можам да се вратам кај мојата Роза. Но зошто брзаше да ме припитомиш ако мислеше да ме оставиш? Ете, повторно се случи истото како со мојата Роза. Таа ме припитоми и јас ја оставив. А сега јас те припитомив и сакав да те оставам. Но вистина не е фер. Ништо во животот не е фер. Но, ќе ти кажам една многу мудра мисла. Човек само со срцето гледа добро. Она најважното е невидливо за очите. Навистина многу мудра мисла, пријателки. Ќе се потрудам никогаш да не ја заборавам. Но сега одговорен сум за мојата Роза и затоа морам да се вратам кај неа. Пријателите не се оставаат и кога е најтешко. Затоа врати се кај твојата Роза. Никогаш нема да те заборавам, пријателки. За секогаш ќе останеш во моето срце како најдобрата припитомена лисица. А сега морам да се вратам. Догледање. Догледање, принцу. Ете, си замина принцот. Но јас не сум тажна. Јас сум среќна. Се надевам дека ќе дојде некој друг принц, кој што повторно ќе ме припитоми и ќе можеме повторно да си играме. Но јас прво морам да го пронајдам. Догледање, деца, одам да го пронајдам мојот принц. Ете, сега сум повторно сам и тажен. Ја напуштив Розата, ја напуштив лисицата, па дури и змијата ја избркав. Да, ете, го поправив мојот авион. И сега ќе можам да се вратам таму од каде што дојдов. Да, како нов е. Принцо? Што правиш овде сам и зошто си тажен? Изгледа само ти ми остана вистински пријател. Ја напуштив Розата, ја напуштив лисицата, па дури и змијата ја избркав. Но вистина не заслужувам да останам помеѓу луѓето. Не можеш така да зборуваш, принцо. Дали знаеш ти колку јас научив од тебе? Ние возрастните треба да учиме од децата. Да, таму најмногу пишува. Само треба да умееш да читаш меѓу редови. Ако си успел во тоа, си станал вистински учител. Чудно зборуваш. Човек не може да ве разбере вас возрастните. Но сега морам да се вратам кај мојата Роза. Почекај, принцо. Не го довршивме разговорот. Па, разговорот е тој, дека сакам да ја припитувам како што таа ме припитуме мене. Тоа го научив од лисицата.
И ако некогаш ти притребам, погледни кон небото. Најсветлата звезда ќе бидам јас. А сега, збогом пријатели. Догледај. Довидување, мал принцу. И ета така поминаа 6 години откако го запознав малиот принц. Никогаш нема да ја заборавам неговата густа коса. Навечер многу сакам да гледам во небото и во звездите. Среќен сум, а се надевам дека и тој е среќен со неговата роза и неговата овца. Знаете, понекогаш се прашувам дали може би овцата ја изела розата? Зборувам глупости. Познавајќи го малиот принц, тој тоа не би го дозволил. И ете така се врти во круг, децата стануваат возрастни, возрастните деца. Научете нешто од нив. On ne revient qu'avec le cœur, a écrit un jour un très grand voyageur. Et l'essentiel est invisible aux yeux de ceux qui ne rêvent pas d'impossible. J'ai dans le cœur le doux parfum de la rose que tu lui as faite un matin. Sur le chemin, j'ai rencontré un renard qui voulait être apprivoisé. Il m'a confié